Добро вечер. Вторник, 22 часот и 30 минути, време за нова вонредна политичка англија. За вас кои сте мембар и мембар си ја користите опцијата membership на YouTube каналот Васко Ефтов. Ке имаме вечерва и четврток или петок плюс една вонредна политичка англија. Значи вечерва ќе биде Скопје се гуши или цело Скопје ВМРО-ски град, па во четврток ќе биде политичка анализа посветена на СДСМ, па наредниот вторник политичка анализа посветена на ВМРО-ДПМН и тамо по наредниот вторник тоа што ви го должам, пржино 3, втор дел. Се сеќавате на Владко Ѓорчев, нели после сите избори, после сите локални избори во главниот град на Република Македонија, оној лозунг, она флоскула или парола, цело Скопје ВМРО-ски град. И кога слават, цело Скопје ВМРО-ски град, со бела чао, Даниела Арсовска дојде во штабот на ВМРО-ДПМН. Сега сите ќе ви убедуваат дека цело Скопје не е ВМРО-ски град, дека тие немат контрола на Скопје, дека некој им прави хибридна војна, дека има хибриден обид за рушење или за онеспособување на оваа власт или на оваа влада. Нели тука се постава клучно прашање, што точно сака да ги онеспособат? Што точно тие прават овие 12, 14 или 16 месеци и некој сериозно е исплашен, се плаши дека ако ги остави слободно да работат, тие ќе направат растур систем и одеднаш им прави хибриден обид. ВМРО, Вучич, односно сите такви популистички партии, кои ќе паднат на 25, на 26% рейтинг, кај нив се пали црвена лампичка. Кога ќе се запали таа црвена лампичка, тогаш одат на предвремени избори. И така преку циклус на предвремени избори, кога ги кратат своите мандати од 4 на 3, од 3 на 2 години, тие перманентно владеат некои 10, 12 или 15 години. Всушност со предвремени избори или преку циклус на предвремени избори, тие избегнуваат политички кризи. На тој начин, одреден брод плови 15 години, членството се дотира или се донира, или се инјектира со одредени спонзорства, со одредени донации, рекламни материјали и така натаму, бидејќи преку еден систем на избори локални, председателски, парламентарни, најмногу се инјектираат пари во наводници и во економијата и во членството. И ВМРО-ДПМН сега ќе оди на локални избори. Тие локални избори всушност ќе треба да ве убеди дека тие не биле власт овие 4 години, исто како што овие 16 месеци не се власт во Република Македонија. Тоа е најкомотната и најомилена позиција на ВМРО-ДПМН, тие да се власт, а да се однесат како опозиција, односно да земат тендери како власт, а да напаѓат или да обвинуваат некои други дека се виновни за состојбата во која се наоѓа Република Македонија. И денес или деноје читавте, Пиколомини се врати во Скопје, па тезата на левица за статус квото, која е всушност одредена позајмена во наводници теза од бугарската политичка реалност, бидејќи тамо партиите на Бојко Борисов, партиите на турците ги нарекува партии на статус квото и до пред 1 или 2 години никој не сакаше да коалицира со партиите на статус квото. И тука јас сега можам да ви говорам за Дрисла, можам да ви говорам за Вардарише, ова анализа ја правиме некаде на 1,5 километар оддалечени од Вардариште, меѓутоа тоа не е суштината на тоа што се случува денес во главниот град на Република Македонија. Знаете, одредена политичка структура, затоа ви го најавив пржино, број 3, бидејќи одредена рамнотежа која е воспоставена 2015-2016 година и почна да добија нова форма после 2019-2020 година, тоа е на теза на Зоран Заев, дека тешко се случува лева политичка партија да може да победи 2 пати или да може да спои власт во мандат од 8 години, а многу тешко или речи се невозможно една лева партија да победи во 3 изборни циклуси. И кога Зоран Заев тоа го согледува 2019-2020 година, почнува да си подготвува во наводници наследник на чело на владата или денска број 2 од редовите на ВМРО-ДПМН. Во тој трилинг или 4-5 играчи кои му стојат на располагање, Александар Николовски, Никола Тодоров, тој одбира да биде Христо Мицкоски. На тој начин се воспоставува одредена рамнотежа. Таа рамнотежа трае и до ден денешен. Всушност таа рамнотежа во оној момент кога ќе почне да се нарушува, а тоа ќе почне со намалување не толку на рейтингот на ВМРО-ДПМН, туку на моќта, на влијанието, да не речем и на рейтингот на Христо Мицкоски, во тој момент структури внатре во ВМРО-ДПМН и структури надвор од ВМРО-ДПМН во наводници ќе се повампират и ќе се влезе во процес на пржино број 3, но тоа за 2 недели. За да се дојде во процес на пржино број 3, Македонија мора да помине низ скалта
на еден колапс, како што сега се случува. И тоа е суштината на ова што сега се случува во градниот град. Не дека некој му пречи на Мицкоски да покаже резултати, туку тоа е еден конфликт на неколку политички структури, на неколку фамилиарни или семејни групации, на неколку олигархиски групации, кои всушност сваќа дека одреден модел и одредена равнотежа воспоставена 2019-2020 година се движи кон својот крај. За да се забрза крајот, мора системот и равнотежата да поминат низ колапс. Тој колапс денес го гледаме во главниот град. Ајде да се обидам пластично да го објаснам. Имате еден човек, една индивидуа, еден спортист, кој сака да се бави со скок во височина и тренира 10, 15, 20 години за да биде врвен спортист во дисциплина скок во височина. Прво, треба да има физички предиспозиции, слаб, висок, за да може да скока во височина. Вие не можете да имате 110 кила и да скокате во височина, бидејќи полесно е 50 или 60 кила да ги префрлите преку летвата на 2 метри 20, 2 метри 30, отколку 120 кила. Значи, под број 1, да има физички предиспозиции. Под број 2, силно, секојдневно и мако трпно да тренира. И така постепено, ден за ден, недела за недела или година за година, вие од 2 метри, ќе скокате 2 метри 10 сантиметри, па 2 метри 20, па 2 метри 30, ако ги имате физички предиспозиции, може 2 метри 40, ако некој останете на 2 метри 20, но и тоа е за некои регионални услови врвен резултат. И под број 3, ако немате физички предиспозиции и ако не тренирате макотрпно, треба да примате допинг. Значи, ако ги немате овие претходни два елементи или предпоставки, мора да примате допинг, за да може да скокате 2 метри 30 или 2 метри 40. Значи, да имате врвен резултат, без предиспозиции и без макотрпна работа. Се сеќавате на она теза, која кажувавме до пред 10, 20, 30 или 40 години, едната теза беше за 2 червени за бугарките, и втората теза беше дека ние сме биле Америка за Полска, за Романија, за Бугарија, за сите земји од источниот лагер. И одеднаш таа Америка капитулира, Америка, тоа што сме ние за овие 3, 4, 5, 10 држави, одеднаш капитулира, се растура целиот тој сон и целата таа приказна пред нашите очи. Зошто? Бидејќи ние не сме биле Америка. Ниту сме имале физички предиспозиции, уште помалку макотрпно сме работеле и во наводници сме примале допинг. Допингот бил поранешна СФР Југославија. Кога вие ќе отрните допингот, кога ќе трните поранешна СФР Југославија, останува ова грдо лице на Република Македонија, кое денес го гледаме во главниот град. Пред 2 месеци го гледавме во пожарите ширум во Македонија, пред половина година го гледавме во дискотеката Пулс во Кочани. Едноставно, ниту сме имале предиспозиции да бидеме Америка во однос на сите овие држави, напротив, и во историски, во секаков друг контекст сме биле не Америка, туку сме биле некој, не знам, Афганистан во споредба со овие држави. Ниту макотрпно сме работеле, ниту пак знаеме макотрпно да работиме и сме користеле одреден допинг. Кога во наводници тој допинг исчезна, остана грдото лице. Значи Република Македонија минус СФР Југославија е ова што денес ни се случува. И тоа што денес ни се случува, ние сме го најавувале, ние сме го предпоставувале. Гледате како после една година, 15-16 месеци се затвара кругот. Всушност се затварат кругот после 33-34 години и тоа кое континуирано сме го кажувале. Ако не најдеме модел, ако не најдеме формула, нормално да почнеме да функционираме, да ги согледаме нашите можности. Врз база на тоа согледување на можностите да предпоставиме што можеме да развиваме, што можеме да отфрлиме, да направиме одредена кост-бенефит анализа, што можеме, каде можеме и каде најдобри резултати ќе даде, ние тоа не го направивме. Чекавме некој да ни помогне, или странци, или тука, или санкции кон СР Југославија, или некоја влага што остануваше од поранешна СФР Југославија и така натаму и така натаму. И кога сето тоа исчезна, остана грдото лице. Тоа грдо лице, дризла, бардалиште, пожар и така натаму и така натаму. Знаете што е најлошо? Ако час поскоро не го разбереме ова и не се осознаеме, ние за 1 или 2 години ќе бидеме држава каде што банкротот нема да биде анте порта си да чука на врата, туку ќе најавни со целата сила, не ќе можеме да се движиме, не ќе можеме да дишеме со тој банкрот кој ни е качен на грбот. Знаете што е најстрашно? Има теза дека медиумите ова го создават. Не, напротив, медиумите ништо не создават. И тоа е многу полоша варијанта од тоа медиумите нешто да создават.
Некаде 2012 година, само неколку недели претходно имам трансфер на емисијата од ТВ Алфа на телевизија Алсатем, се случат оние немили настани с Милко Скезор и така натаму и така натаму. Алсатем телевизија првиот ден имаше големи протести по оние улици кои поминува покрај Мавровка, тамо е седиштето на Алсатем телевизија. Првиот и вториот ден Алсатем телевизија правеше спектар на вести или содржина на вести сосема различно на барањето на тие кои протестира. Тогаш имаше одредена изјава на Гордана Енколовска за одредени вахабисти, радикален ислам и така натаму и така натаму. И телевизија Алсат, бидејќи беше тогаш дел на една во наводници, дел на една заедничка коалиција на ВМРО ДПМН и ДУИ, правеше одредена содржина на вести спротивна на барањето на тие што протестира. Тоа беше маса на народ кој поминуваше покрај Мавровка. И рейтингот на телевизијата беше за 50, за 60% смален надоле. Првиот ден намален рейтинг, вториот ден дополнително намален рейтинг. Третиот ден, кога видува веќе дека бројките и рейтингот одат надоле, седна и ја сменија содржината на програмата, ја сменија содржината на вестите. Почна да ги презентират и ги застапат барањата на тие кои протестира. На тој начин, всушност, вие сваќате дека телевизијата не креира амбиент, туку телевизијата или медиумите во најголем дел се сообразуваат со амбиентот кој некој друг претходно го има направено. Така што знаете она теза дека медиумите се виновни бидејќи нешто прават и нешто создават, јас би ја видоизменил, медиумите се виновни бидејќи ништо не прават, бидејќи ништо не сознават, немат сила, немат капацитет да може да креират одреден амбиент во Република Македонија. Имаме и различен пример кој се случуваше во текот на 90-тите и некаде до Букуреш 2008 година. Не знам дали сум го раскажувал синдромот на Никол Младенов, мој колега, мој пријател, една од последните средби со него. Тој беше драматично незадоволен од состојбата во која се наоѓаше Република Македонија. Букуреш, пропаста на Букуреш, целата политичка економска криза која се насетуваше, која тој ја гледаше, па Груевски и на крај доаѓа нели вистината за Македонија 2015-2016 година. И на тој последен разговор, доста драматичен разговор, се обидов да му презентирам дека таа Македонија 2008, 2009, 2010, 2011 година, која беше всушност кресчендо, која беше финале на одредени процеси за кои тој се залагаше, да не се ја виткаме кичмата, отвараше одредени теми од историјата. Црн баук беше СФР Југославија, се повампирува одредени историски личности кои историјата ги имаше маргинализирано, ги имаше ставено во графата или во барабанот на пробугарски личности и така натаму. И така натаму. И кога вие водите такви процеси, и на бранот на такви процеси всушност ви се формира една Франкенштајн политичка општествена творба, тогаш на Република Македонија, во наводници, нели? Пежеративно, метафорички кажано Франкенштајн. И вие ќе погледнете и всушност сваќате дека не ви се допаѓа таа рожба, таа творба, а таа творба е всушност во еден голем дел, да не речеме најголем дел, на одредено создавање медиумски политички амбиент за да се стигне до една таква фаза. Значи имате две вистини, кога медиумите создават одредена творба, одредена рожба и таа рожба кога ќе погледнат во огледало всушност не им се допаѓа и почнува да се срамат во наводници од детето или чедото го имат формирано. И под број 2 тоа денес што се прави. Медиумите немаат никаква контрола. Медиумите само трчат, знаете како во оние трки кога кучето трча позади зајакот, нели никош не може да го стигне, или тие зајаци кои ги стават на оние трки во цири, атлетски митинзи и така натаму, кои ќе истрчат 200-300 метри па ќе се трнат на страна за да може да го диктира темпото. Тоа се денес медиумите ништо не креират, ништо не прават. Ние немаме контрола на процесите и во услови кои вие немате никаква контрола на процесите, претходно сме имале можеби некоја погрешна контрола на процесите, и кога имате што е денешна Македонија, односно реалноста минус СФР Југославија, тој градото лице на денешна Македонија, тоа знаете, како би рекол, паси спаса нам нема, пропасти нечемо. Тоа е суштината на кризата. Значи, вела можам да ви говорам за Вардариште, можам да ви говорам за Дрисла, можам нели да правам одредени политички параболи дека тој што бил од ВМРО ДПМН ставен на чело на Дриста се треба да биде носител на советничка листа во градот Скопје, но така најлесно ќе ја промашиме суштината на тоа што ни се случува во Република Македонија. Гледате, некој се обиде во изминатите 2-3 години, тоа можем да го разберам зошто го прави официјален Белград, Српската православна црква, одредени структури како Александар Вучич, да направат знак на еднаквост помеѓу српски свет и носталгијата кон поранешна СФР Југославија,
Но ако некој тоа го прави тука во Република Македонија, кога носталгијата кон Југославија, а тоа не е носталгија кон младоста, туку носталгија кон одреден систем, кон систем на одредени вредности, односно нешто што е организирано. Имаше таму одредени елементи на комунизам кои не ни се допаѓа, елементи на недемократија кои не ни се допаѓа, елементи на режим со одредена комунистичка партија кои не ни се допаѓа, и ние решивме на референдумот на 8 септември 1991 година тоа да го смениме, но системот, организацијата на работа, знаете, кога тој што работи во комунална хигиена се вработува не да биде шеф, туку да чисти, да биде Скопје или да биде градовите во Република Македонија чисти, и кој тој тоа не си го прави или не го прави за тоа што е вработен, тогаш вие го рушите системот. Во оној момент кога ќе острушите системот, тогаш само прашање на техника како тој систем ќе помине низ еден синдром на колапс, и поминувајќи низ синдром на колапс, на крајот после 33-34 години, што ќе кажете вие? Дека не постои држава, дека ова држава нема иднина, дека ова држава само е прашање на време кога ќе се подели. И на крај, зошто сме направиле држава кога не сме капацитетни да ја водиме таа држава? На крајот, вие ќе си ставите една таква стигматизација дека сме некапацитетен народ, кој прво не заслужил држава, а кога веќе му дале држава не е капацитетен да ја води таа држава, и тогаш во една таква обланда, еден таков обрч на фрустрации, на немок, на неорганизираност, било што да ви се случи, вие немате капацитет ниту да се спротивставите на тоа, ниту да го решите тоа, ниту пак да верувате дека можете тоа да го направите. Никола Груевски тоа го правеше дока 2012, 13, 14. Поплавите Стајковци покажа дека и неговиот лепак, и неговиот модел е веќе фалиментиран, капитулиран, и дека не може ни тој да се справи со ситуацијата. Затоа избега во Будимпешта, затоа ја напушти власта после прв пораз на локалните избори, бидејќи самиот беше свесен дека му е растурен моделот. Беше направен Пржино 1, Пржино 2, се воспостави одредена рамнотежа. Овој колапс низ кој ние ќе поминиме, и тука е небитен Христијан Мицкоски, ќе мора да заврши со Пржино број 3, бидејќи само така може да се излезе од колапсот во кој сите ќе бидеме напикани. Тоа што е многу важно за да може да читате пораки, да може да читате сигнали. Гледате, од една страна имате иста структура која вели Опен Балкан не чинеше, и од друга страна имате иста структура која е главна грамофонска плоча, главен мегафон и гласноговорник дека српскиот свет доаѓа во Република Македонија. Па проектот Опен Балкан беше измислен за да биде спречено доаѓањето на српски свет во Република Македонија, бидејќи три држави беа составен дел на Опен Балкан: Република Македонија, Република Србија, значи без третата држава, тоа е Република Албанија, ние ќе бевме јавнати од српскиот свет, се вклучува Република Албанија за да бидеме извлечени од прегратките на српскиот свет. И сега имате една иста мегафонска структура која ви убедува дека е лош и Опен Балкан, а во исто време ви убедува дека е лошо да бидете српски свет. Па ви дава некакви мисли од мал мозок дека треба да направиме одредена полу-НАТО, полувојничка коалиција со Хрватска и со Република Косово. Хрватска и Република Косово, кои сакаат да отворат Јужен фронт 1991 година на територија на Република Македонија, тоа само го одбива Република Албанија, поради тоа не се отвара Јужниот фронт на територија на Република Македонија, треба да биде замена за Опен Балкан кај што се Албанија и Србија, а тоа треба да биде замена за српскиот свет. Во такви услови кои не знаете да ги читате пораките и не можете да расудите, да разлачите што всушност сака писателот да ви каже, тога сте лесен залак, лесно тесто да ве месат и да ве обликуваат како што сакаат. Знаете ли кога има најмногу пожари во главниот град на Република Македонија? Или најмногу пожари во Република Македонија периодот 2006-2008 година? Имам одредени анализи, одредени истражувања, одредени Excel табели, како што сака да кажат политичарите во Република Македонија, кои тоа го потврдува. 2006-2008 година дуе надвор од власта и има масовно пожари. Веројатно тие Excel табели ги има и ВМРО ДПМН, и кога видо дека системот им е во колапс, седна и ги измислија хибриден обид за дестабилизација на Република Македонија или хибридна војна. Еве кој може да направи хибридна војна? Република Грција е земја членка на НАТО, Република Бугарија е земја членка на НАТО, Албанија е земја членка на НАТО, Косово е држава протекторат под контрола на НАТО и Србија со српскиот свет сака да влезе во Република Македонија. Кој нас
ни прави хибриден обид за дестабилизација. Пред еден месец имаше изјава на Александар Вучич, кој велеше дека тоа што се случи во Србија е мачкина кашлица за кочени тоа што се случи во Република Македонија. Дека во Република Македонија, тој ли, само ја цитирам неговата изјава, е виновен човечкиот фактор што не било случај во Нови Сад и во Србија кај што имало 15 жртви, а во Република Македонија има 63 жртви. И во еден таков моментум, значи тоа е некаде пред 30 на дена, почнува да се заладуваат односите помеѓу официјално Скопје, чите ВМРО-ДПМН, и официјален Белград, чите партијата на Александар Вучич. И сите овие медиумски трабанти на Христијан Мицкоски одеднаш се сетят дека Александар Вучич не мисли добро на Република Македонија. Дури пред 6 месеци и овие кои го напаѓаа Христијан Мицкоски почна да детектират одредени шкоди и да ја пласират приказната дека во Кочени се видени одредени шкоди и дека бија возела шкоди, а македонската полиција нели нема купено шкоди и не вози македонската полиција шкоди. И на крајот сите тие треба да ви напикаат во глава. И тоа оној синдром кој ви го кажував, одреден систем на вакцини. Имате вирус, имате вакцина и вие со вакцината која земате од вирусот всушност треба да решавате основната болест. Тоа е конфликт внатре ВМРО-ВМРО. Конфликтот ВМРО-ВМРО плюс Зоран Заев и одредена структура треба да биде финале на сите процеси кои се случуваат. Тие процеси всушност се носат државата во одреден колапс и тоа треба да заврши со пржино 3, тоа ќе анализираме нели за 2 недели. Што сега ќе ви се случува? Па сега ќе ви убедува дека Орце Ѓорѓиевски е различен од Христијан Мицкоски. Тој отишол во Љубљана, се сретнал со градоначалникот на Љубљана. Па го носи екзит од Нови Сад тука во Република Македонија, екзит кој е во конфронтација со Вучич, се носи тука во главниот град на Република Македонија. Па со Мишко Ралев кој бил кандидат на СДСМ, кој СДСМ не го номинира, тој седи и пие кафе. Па Мишко Ралев му го носи Владко Стефановски бидејќи едно исто друштво. Па може на крај ќе дојде и Милчо Манчевски, тој е малце поголем орев, поголем залак, па треба малку подолго или повеќе време за да може да биде сварена целата таа приказна. И што е суштината? На крај нели ќе ви убедува дека Орце Ѓорѓиевски е различен од Христијан Мицкоски. Ако Христијан Мицкоски прави конфликти во општеството, го дели општеството на ВМРО, на СДСМ, на непријатели, на хибридни војни и на хибридни обиди за растурење или правење криза во Република Македонија, Орце Ѓорѓиевски ќе го лечи македонското општество. И тоа беше во наводници конфликт Коце Трајановски и Никола Груевски. Коце Трајановски кој не правеше проблеми со никој, кој не правеше конфликти со никој, правеше мостови и градеше одредени пријателства, ќе беше природен наследник на Никола Груевски, начело на ВМРО-ДПМН и начело на македонската влада. Напротив, беше пуштен из вода од страна на истиот Никола Груевски. И сега имате две владеачки партии или две партии кои 35 години владат во Република Македонија и двете партии во моментот сакаат да имат кандидати за градоначалници кои не може да им ги засенат партиските лидери. Орце Ѓорѓиевски не може да го засени, или така мисли Христијан Мицкоски не може да го засени. Христијан Мицкоски кај Шукова не сме да го засени Венко Филипче. Венко Филипче се откажува да има силен кандидат, видите сега да имаше силен кандидат СДСМ за функцијата градоначалник на Скопје. Немаше да победи, но СДСМ немаше да размислува дали ќе биде на 100, 120 илјади или 140 илјади гласови. Веројатно ќе размислуваше дали ќе биде 200 или повеќе 200 илјади гласови на советнички листи широм Република Македонија, во стравот дека кандидатите за градоначалници може да ги засенат партиските лидери, чите Христијан Мицкоски и Венко Филипче, ние одиме со спектар на кандидати за градоначалници кои не може да направат посериозна политичка кариера или ќе бидат обструирани да направат одредена посериозна политичка кариера. И имате избори во главниот град кои всушност не ги сака или не ги посакува никој, плюс криза, плюс вардариште, плюс дрисла, и тоа е знак на едно со колапс во кој се соочува или кој се напикува Република Македонија. Бидејќи ние сме болно општество, да не речем болна држава, тоа што сега ни се случува можеме најдобро медицински да го објасниме. Или како велат докторите или нутриционистите, не треба да јадите јаглехидрати, бидејќи со помош на јаглехидратите сите масноти ви се врзуваат за крвните садови. Треба да јадете поише протеини, а имате здрави и нездрави масти. Ако јадите нездрави масти, тогаш го зголемувате холестеролот, ги зголемувате триглицеридите, ги зголемувате маснотиите и може да ви дојде организмот во колапс. Ако јадите здрави масти, тогаш ништо тоа нема да ви се случи. Ако едно општество, една држава како Република Македонија, во континуитет јади нездрави масти, односно избира политички структури, политички групации, политички партии да ја водат државата, да го водат главниот град или да ги водат општините во Република Македонија,
и тоа го прават 34-35 години, што ќе се случи со еден организам ако 35 години се храни со нездрави масти? Ќе се зголемат маснотиите, ќе се зголеми холестеролот, тогаш запушеноста на крвните садови кои ја носат крвта или ви ја развезуваат крвта низ организмот, низ телото, нема да можат тие коридори да функционират, нема да може тоа да го прават и вие ќе имате или мозочен, или срцев удар, или некаков тромб, било што, некаква медицинска разврска. Што може да ви се случи? Или да преживеете, или да умрете на лице место. Ако преживеете, некој ќе треба да дојде да ве стентира, да може тие крвотоци, артерии и вени, да ви ги оспособи и да ви ги стави во одредена функција. Тоа што кај нас денес не се случува, гледате, никој нит не прашува, нит се замешува од странци од политика. Значи, ние без меѓународен фактор немало кој да не стентира, бидејќи партиите кои ги избираме 34-35 години не хранат со нездрави масти, не ги запушуваат вените и артериите и не го прават нефункционален системот во Република Македонија и најчесто некаков странски фактор, и ако вие така го стигматизирате странскиот фактор и го обвините дека тој е виновен за се што ни се случува 35 години во Република Македонија, и ако не бил тој странски фактор, ние ќе сме живееле во мед и млеко, тогаш нема кој да дојди да ве стентира. А ако не ве стентира, вие не можете да функционирате. То не е и да се најде некој да ве стентира и повторно да може да функционирате. Ако вие понатаму се храните со нездрави масти, вие повторно ќе имате високи масти, повторно ќе имате високи триглицериди, повторно ќе имате висок холестерол и по 3, 4 или 5 години вие повторно ќе доживеете колапс. Нема да може крвта да ви оди до мозок, да ви се раке од мозок, да ви оди ни срце, да ви оди до одредени витални органи на телото. Што сакам да кажам? Во оној момент кога ќе сватите дека треба да изберете нормални политички структури кои ќе ве хранат со здрави, а не со нездрави масти, тогаш нема да ви се случува вардарище, нема да ви се случува дрисла, нема да ви се случува колапс на економијата, нема да ми се случува колапс на политичкиот систем во Република Македонија. Гледате, зато имате левица сега, бидејќи левица ви функционира ко секта. За вие да почнете левица да ја доживувате како алтернатива на ВМРО и алтернатива на СДСМ, левица мора да ја помени трансформацијата од секта во нормална политичка партија. Со Димитар Апасиев таа не може да функционира како нормална политичка партија. Затоа за мене беше освежување кога Амар Мециновиќ го кандидира да трча на локални избори во градот Скопје. Ако има добар резултат, тоа само ќе го забрза процесот Сириза, односно левица, да се трансформира во Сириза на македонската политичка сцена, Мециновиќ да се трансформира во македонски Ципрас. Дали ќе би има сила, дали ќе може тоа да му го направи Димитар Апасиев, ќе видиме. Имате, например, знам денес има подобри советнички листи од СДСМ, но знам нема приказна. Во овие 12-15 месеци знам ја потроши целата своја приказна, сега и да има и уште подобри листи, немајќи приказна не може да се наметни како алтернатива на СДСМ и на ВМРО ДПМН. Така што, кога ќе ги поставите овие работи вака, вие имате далечинско во ваши раце. Од вас зависи дали ќе има дрисла. Од вас зависи дали ќе има вардариште. Од вас зависи дали ќе има пожари во Република Македонија. Од вас зависи дали ќе има модуларна болница во Република Македонија. Од вас зависи како Република Македонија ќе се справи со своите проблеми. Но ако вие тоа далечинско го фрлате на страна, не го користите или погрешно го користите, тогаш и понатаму ќе бидете хранети со нездрави масти. Тоа е знак на еднаквост високи масноти, висок холестерол, високи триглицериди и тоа е знак на еднаквост со колапс на државата во која живеете. Полотезите што ги планира во вечерашната анализа не се каже, че четврток веќе имаме подготовка или имаме увертира за четврток, увертира за наредниот вторник. Што сакам да кажам, гледате, многу е логично. Тоа што случуваше во Чаир, после 2 месеци да се трансформира во Вардарише во Дрисла. Имате Изет Меджити, кој е министер за животна средина, имате Каја Шукова, кој беше претходно министер за животна средина, и сега Изет Меджити ќе треба да се бори и со проблемите на животната средина, бидејќи како вие на обичниот македонски граѓанин, без разлика дали е македонец, турчин, албанец, влав и така натаму, да му објасните дека животна средина не е задолжена, или градот Скопје не се задолжени за Вардариште или за Дрисла, теку се тоа локалната самоуправа, општините во главниот град, и кога ќе ја сведете приказната на такви функционални структури, институционални, организациони, тогаш вие знаете
како велат, ако не сакате да го решите проблемот, формирате одредена собраниска комисија и никош нема да го решите проблемот. Во оној момент кога вие ќе се обидите функционално да објасните кој е виновен, кој не е виновен, кој изгрешил, кој не изгрешил, кој дал дозвола, кој не дал дозвола, ВМРО-ДПМН бидејќи има најголема контрола на медиумите или на одредени реслови на медиумите преку кои може да пласира одредена информација, полуинформација, шпекулација или одредена лага, ќе биде секогаш во предност во однос на овие политички структури. Така да велам, една иста групација, една иста структура, кој изминатите 20 години учествувала и во криминал со Дивоград Б, и во Вардариште, и во Дрисла, сега искарана, поделена во 2-3 политички блока, кои претходно биле во една листа владина коалиција, сега поделени опозиција, полуопозиција, власт, полувласт и така натаму, се исконфронтирани и почнуваат да се ги вадат Балканите алишта. Некои да палат, некои да горат, некои да не работат, некои намерно да го носат системот во колапс, некои да ги вадат Дивоград и така натаму, а сите во наводници прделе во една иста тиква и кога таа тиква ќе пукне, тогаш целата смрда излегува пред очите на македонската јавност, тоа сега не се случува. Кој се винува? Па сите тие. А кој ги донел на власт? Па ние кои гласаме на избори. Тоа е суштината на ова наша вечерашна политичка анализа. Ново дружење вторник што се случува во СДСМ, односно четврток што се случува во СДСМ, а нереден вторник што се случува во ВМРО-ДПМН и ќе ја финализираме оваа трилогија, четирилогија со политичката анализа Пржено број 3. До недела веројатно ќе имаме одредена емисија во недела и до вторник. Пријатно вечер Македонија, каде да си.